сториме, бидејќи сме прилично доста ограничени со време од самиот софтвер кој што ни го дава Zoom-от, кој е баш популарен деновиве. Еве да го искористиме малце вака да видиме некои работи околу подобрување на продажбата или она што е баш денеска актуелно, електронските продавници, регистрација, нивно функционирање и така натаму. Можеме да почнеме тогаш вака. Ева, ако сакаш, можеме да одиме и со видео, можеш и да се исклучиш, можеш само да следиш. Јас ќе направам шер на мојот скрин. Добро. Дали гледате сите? Да. Гледате Craft Art for You? Ја гледате така? Да. Одлично. Само секунда да се подесиме. Еве вака, сега само уште за да немаме, да не речам така, непријатности во делот на предавање на почеток звуци и така натаму, најчесто практикувам да ги исклучам микрофоните на сите, а доколку некој сака, имате од десната страна копче каде што можете да дигнете рака. Raise hand го дава и тогаш може да ве уклучам и да побарате збор, да прашате нешто или било како. Или можеме на крај. Дали може така или сакате да останат микрофоните вклучени? Мене не ми смета ни едното ни другото. Океј. Остануваат тогаш, нека останат тогаш вака уклучени микрофоните, а ако има некој прашање, некое, најбово е после некоја целина да го поставиме, за да не прекинуваме на самиот почеток. Почнуваме вака. Значи, зашто станува збор, што е електронска платформа, како функционираат, кој све може да продава на нив. Електронските платформи не се ништо повеќе, туку една така наречена веб страница, која што во позадина функционира финансиски или еден банкарски систем, кој што е поврзан со реални физички сметки. Можете да ја замислите платформава електронска како еден вид на трговски центар, на мол, во кој што има повеќе внатре продавнички и луѓето може да си дојдат во тој мол и да си одберат во која продавница ќе купат и на кој начин. На истиот начин функционираат и електронскиве продавници. Поточно ова е платформа за електронски продавници каде што секое физичко и правно лице може да дојде и да се регистрира. Ето така. Може да се регистрира. Во овој случај ја представил платформата Craft Art for You, која што е изработена со еден проект Cross Border помеѓу Македонија и Косово и представува една одлична подлога за обука на електронски продавници. Вакви продавници, всушност, има многу во светот и во последно време, од кога е започната пандемијата, бизнисот и транзакциите према со електронските продавници зголемене за 400%. Така што, верувајте ми дека после завршувањето на овој период, навиките на луѓето да пазарат електронски преку интернет ќе останат, ќе ја видат убавината и леснотијата на целото ова. Затоа мислам дека е време оваа можност да ја искористиме, малку да поднаучиме како се формираат самите продавници, како може вие да искористите од овие продавници
во вашиот бизнис. Само да видиме, имаме уште двајца што ни се приклучуваат. Марија, добре дојде, Невзета, добре дојде. Она што сакам сега да ви го покажам е... Игор, само една интервенција, го снимаш ли? Не, сакаш да го снимаме? Да, и сега спреми се и кога ќе почнеш, удри снимање. Добро, само секунда. Зашто покажам рекординг? Рекординг се снима. Се Супер. снима и ствари, го наместил за снимањето. Супер. Ева. Продавницата може да се отворите сите уште додека ме следите мене. Домејнот на кој што можете да ја најдете е craftartforyou.com. Го гледате овдека од на мојата на броусерот. Дали успеавте да го отворите? Претпоставувам да. И сега како оди функционирањето? На веб страната, самата електронска продавница, само да ја објаснам накратко, поделена е во неколку категории, кои што во зависност од администраторите, веб администраторите, овие категории може да се менуваат, може да се додаваат, меѓутоа тоа е заради полесна организација на самите производи. На почетокот овдека се даваат одредени производи, некои интересни работи за самата продавница. Има како се купува, како се продава, зошто сте овде, зошто да ја отворите оваа продавница. Потоа имате популарни сделки кои што можете да ги купите овдека, објавени веќе од некои занаечи. Така, натаму доле се дадени последни кои што се внесени во самата продавница. Како можете да го искористите ова и како можете вие да објавите ваш производ на оваа страна? Скоро сите страници функционираат исто, што значи прво мора да направите регистрација. Регистрацијата се прави овдека горе десно, зборувам сега за CraftArt, и одите директно на копчето регистрирај се. Левава страна, доколку сте веќе регистрирани, си ги пополнувате вашите юзернем и пасворд и се логирате. Но доколку не сте регистрирани, тогаш одите на деснава страна. И овдека имате две опции. Доколку сакате само да купувате, тогаш се регистрирате како купувач или I am customer. Доколку сте фирма или некој што сака да продава на оваа страница, тогаш треба да одберете опцијата 2, I am vendor, и гледате се отварат тука малку повеќе опции за пополнување. Еве ја ќе направам на брзинка една регистрација, чисто колку да ја тестираме. Моја мејл адреса, еве вака, име, презиме, URL, phone number, некој ќе го пишеме, не е ни проблем, и одиме регистрирај се. Овдека е некоја грешка, значи ова е мејл адресата, пантамака, добро, регистрирај се. И ми вика, please check your email and complete email verification. Значи, самата апликација ви има пуштено имейл кој што треба да направите верифицирање на вашиот акаунт пред да можете воопшто да почнете да го користите. Еве го мејлот, значи ви доаѓа од eShop, креиране ваш акаунт, ви објаснува дека што сте направиле, ви го дава пасвордот кој ви е. Најдобро е од мејлот сега да го ископирате или може да си го запишете како сакате. Ајде уште еднаш вака да го ископирам. И за да го верифицирате вашиот акаунт, треба да кликнете овдека. Супер. Завршено е. Сега ви дава второ дополнување за тоа како сакате да изгледа вашата продавница каде што ќе ги ставате производите. Овдека ви дава опција по колку производи сакате да ви се прикажуваат на самата страница кај вас. Најчесто оставено е 10, така да ако мислите дека треба да го промените го, но ви советувам да го оставите. Адреса се пополнува, град,
поштенски код на градот, земја, мислам дека сме со Норд, и во кој категории би продавале, можете да ги ставате, а и не морате. Дали сакате да се прикажува вашата адреса, кога некој ќе отиде кај вашата продавница, ќе ја гледа адресата како контакт доколку сака да ви пише. Јас во овакви случаи ја оставам бидејќи е згодно за клиентите да имаат можност да постават некои прашања доколку сакат во врска со некој од производите. Јас ова нема да го пополнувам, но во овој случај овдека ги поврзувате и ги внесувате вашите банкарски податоци. Немојте да се секирате, не се внесуваат никакви страшни податоци, освен името на банката, сметката на банката. Ова се доколку бидејќи банката функционира банката, веб страната функционира во евра. Убаво е да ги ставите, значи, девизната сметка доколку некој ви префрла од страна. Јас сега само ќе го мислам дека ќе стиснам само continue и продолжувам и веќе сме готови со нашата продавница. Ова е мојата продавница. Еве, гледате, овдека веќе ми дозволува да можам да си бирам одредени работи како да ја уредам и да гледам одредени статистики. Од левата страна имате нешто слично мени. Еве, сега ќе одам најдолу, ќе одам во Settings делот, само на кратко да ја доразгледаме. Во овој дел може да си внесете банер за вашата страница, за вашата продавница, доколку имате лого или нешто што ете ве одбележува вас или некој ваш специјален производ што сакате да го рекламирате, можете овдека да си го поставите како банер. Јас не стримив ништо, ама ај вака ќе најдеме тука нешто од Media Library. Ако работам со фотоволтаици, ставаме, ова има максимум. Добро, да не стојам, да не само уште еднаш да видам дали ќе помине. Не. Добро. Ова е убаво што се случи, да го објасним и ова. При аплодирањето на било какви слики, системот е направен да има одредени ограничувања. Во моментов како што гледате дека ограничувањето е дека сите слики што ќе ги поставувате и што ги подготвувате, дали се работи за производ, дали ќе се работи за банер или за некој ваш профилна слика на самата страница, има ограничување од 2 мегабајти во големина. А препорачани димензии се 625 по 300 пиксели. Ќе ги поминеме и овие работи за да видиме како всушност се гледаат пикселите, за да знаете колку од нив, дали треба да ги намалите или дали влегувате во овој опсек. Се исклучувам, не ставаме никакви банери во моментов. Ако сакате, можете да промените овдека адресите, градовите и така натаму, телефонски броеви, буквално што сакате и на крај немојте да заборавите, треба да кликнете на Update Settings, за да ви ги запамти сите промени кои што ги имате направено. Сега се враќаме назад. Овдека имате дашборд. Дашборд ви е почетна страна на вашата лична страница, каде што ќе продавате и гледате овдека имате некои статистики во однос на тоа колку сте продале во евра, колку сте заработиле, колку луѓе ја погледнале вашата страница, колку нарачки имате, овдека имате месечни продажби како ви се движат. Овдека имате во овој дел историјат или статистика на нарачките, колку вкупно нарачки имате, колку од нив се комплетирани, што значи платени, нарачани од страна на клиентот, испорачани од ваша страна и потврдено од страната на клиентот дека се истите примени. И така натаму овдека надолу следат слични статуси за самите нарачки, дали е откажана, дали е во процесирање или
нормално се случува и тоа, клиентот од некои причини X да не е задоволен, да ја враќа назад и да бара рефанд. Овдека имате колку такви нарачки, имате колку побарувања за повраток на средствата назад имате од страна на клиентите кои што порачале. Сега, она што е следното битно е да ги поставите вашите производи на страната за да можете да ги продавате. Тоа се оди преку менито од левата страна, кликате на делот продукти, производи. Гледате, во овој момент е комплетно празна. За да додадеме, одиме во делот на нов производ или Add New Product. Не знам дали го видовте. Уште еднаш ќе одам, еве го до оваа страна, Add New Product, кликам на него. И сега имаме неколку работи што треба да ги пополниме. Прво е името на производот што го продаваме. Јас веќе нешто имав подготвено. Само да видам. Да речеме ќе ставиме некој часовник. Да смениме на македонски, женски часовник. Цената ќе му ја ставам да биде 20 евра. Овдека е доколку сакате во одреден временски период да обезбедите дискаунт, можете да ја ставите. Меѓутоа, не ви го препорачувам тоа да го правите веднаш во самиот почеток кога креирате нов производ. Тоа можете да го правите понатаму кога евентуално сакате да обезбедите некои попусти, но попусти можете и малку на поинаков начин да обезбедуваме. Сега за сега да го креираме производот со неговата основна цена. Тоа е 20 евра. Не знам, ќе пишеме аналоген женски часовник за секој ден. Битно, во која категорија влегува, си бирате, имате можност да ги одберете оние категории што ги гледавте на почетокот. Само да видиме. Овдека, ова се категории, имате можност да ги одберете тука. Овдека, бидејќи се работеше за проект, една од категориите да се одбере во која земја се наоѓа производот, доколку сакате. Можете да внесете Македонија, но сега имате опција да внесете и нови категории. Пример, сакам да оди во делот на cloth and shoes. Не, jewelry изгледа беше погоре. Ќе го клирам само во категоријата jewelry accessories. Дали сакате некои тагови? Таговите се всушност кратки зборчиња или фраза која што вашиот производ ќе се појави на веб страната доколку некој пребара. Само сега на кратко. Еве, овдека доколку некој го пребара тагот, што вие го имате ставено, тогаш веднаш ќе му излезе вашиот производ. Во случајов можам да пишам так да биде женски часовник, како фраза. Запирка мора да ставите за да ги одвоите таговите. Само часовник. И да речеме тука останувам. За да ги внесете таговите на производ, стискате Enter и тие се додаваат. Овдека внесувате опис, доколку сакате нешто малце по-детално да ставите, меѓутоа еве јас ќе напишам само нешто вака. И одиме со внесување на самата фотографија, тоест на сликите од производот. E-commerce, еве едната. Ја внесувам. Овдека имате алтернативен текст. Добро е секогаш да ставите, бидејќи на овој начин исто така овозможувате малку полесно да се наоѓа вашиот производ. Овој алтернативен текст во случај да не може да се објави сликата, тогаш се објавува алтернативниот текст, па му кажува на корисникот што е позади таа слика. Часовник, може само да пишете, сосема е доволно како објаснување. Овдека е име на сликата, може да ставате, може да ги оставите како вакви. Set featured image, да не ве збуни. Set featured image значи, ова е фотографијата што ќе се појави како главна за овој производ.
ќе се појави, само да видиме дали имаме. Еве, ќе се појави вака, овдека. Меѓутоа, имате опции да додадете уште фотографии како галерија која што дополнително би го објасниле часовникот или би му дале малку повеќе, да речеме, аспекти или изгледи на самиот часовник. Еве, да речеме, и оваа ќе ја додадам, чисто за да видите како изгледа. Не додавам ништо и гледате овдека веќе ми дава опција внесете го во галерија. И еве го во галерија. Сметам дека е сосема доволно со 2 слики да го покријам производот и викам завршено create product. Ете така. Гледате, во овој случај ви дава pending review. Тоа значи дека производот чека на одобрување од администраторот на самата веб страна. Ова се случува само во почетокот, се додека администраторите не ве верифицираат, тоест има можност да ви побарат лични податоци или извод од сметка на фирмата, каде што точно ќе се покаже дека ако сте фирма, дека е таа фирма позади која што вие стоите, позади која што стои вашава електронска продавница, или доколку продавате како физичко лице, дека вие сте тие. Во различни случаи различно реагираат. Во овој случај во позадина за да видиме како функционира, можеме веднаш да направиме одобрување. Најчесто овие одобрувања на самите производи се случуваат во рок од 24 часа. Ево часовникот во позадина. Доколку е се во ред, се прегледува и се дозволува негова објава. Ако направиме рефреш со F5 на веб страната, тогаш, еве го, како последен производ веќе се појавува женскиот часовник. Ако кликнете на него, еве главната фотографија, еве втората фотографија од галеријата кои што ја довнесовме. Цената, ова е кратко објаснување за часовникот што го внесовме, а големото објаснување, каде што ставив опис на часовник, во моментов се наоѓа на овој дел од веб страната. Потоа имаме втор таб, каде што можете да објасните во делот на испораката, како оди тоа, и ова е информација за тој што го продава часовникот. Каде се наоѓа негово име, презиме и така натаму. Сега ќе се одлогирам повторно. И ќе одам со само да видиме кај ми беше ова. Еве го. Одиме со пасвордот. Ете така, одиме во производот и еве го гледате во моментов. Статусот е онлайн, што значи дека вашиот производ веќе е на самата листа за продажба и може да оди. Може да се продава. Од сега панат, бидејќи веб страната е веќе комплетно функционална, поврзана е со банкарскиот систем, што значи некој кој што сака, ова може да го купи во овој момент, но бидејќи немам ставено банкарски податоци, тој дел во овој момент не е баш можен. Сега, она што сакам да ви го кажам
во овој момент е дека имате две опции овдека, гледате price и earning. Што се случува? За да може да функционира самата оваа веб страна, всушност така функционираат сите овие така наречени молови или платформи за нивно одржување, за администраторите, за хостирањата, за безбедноста на целиот овој систем, работат неколку луѓе најчесто во позадина, екипи, и за нивно одржување самата платформа наплаќа одредена провизија исклучиво само при продажбата на производите. Значи, доколку клиентот заработи, тогаш заработува и самата веб страна, доколку клиентот не заработува ни самата страна. Што значи немате никакви иницијални трошоци при отварањето на оваа веб страна. Можете да поставите 50 производи, да се излистаат без никаков проблем, доколку има продажба, дури тогаш 10% од цената на вашиот производ оди према самата веб страница за нејзино одржување, а на вас, вашата заработувачка се појавува во овој дел, тоест 18%. 18 евра, бидејќи 10% е провизијата, тоа се 2 евра, значи дека 18 евра би легнале на вашата сметка. Да кажам дека во овие 2 евра всушност се рачунат овдека и банкарските провизии, кои што банките ги наплаќаат во однос кога самата платформа ги префрла парите према вас. Бидејќи парите не ви легнуваат веднаш, туку се чека потврда од клиентот да даде дека производот е примен од негова страна. Штом го прими, штом се добие нотификација или известување од него, тогаш парите ви се префрлуваат на вашата трансакциона, на вашата сметка овдека во вашата продавница. И тоа можете да си го гледате во делот на репорти, колку имате продажба, заработки и така натаму. Кога ќе соберете одредена сума, да речеме 50 на евра или така натаму, можете да побарате во делот withdraw официјално префрлување на парите од вашата електронска продавница на вашата трансакциона сметка во банка. Значи да се ги подигнете малтене во кеш. Овде ќе пишувате сумата, пример, ако најчесто овие продавници имаат одредени минимуми, мислам дека овдека беше 50 евра, значи доколку имате 55 евра, можете да речеме да ставите дека сакате 50 евра да ги повлечете од оваа страна, да ви ги префрлат директно на вашата трансакциона сметка. Бидејќи сега немам дефинирано моја банкарска картичка, овдека се даваат опции дали сакам да ги префрлам на мојата сметка на PayPal или на мојата сметка на Skrill. Не сакам ни едното ни другото, но кога ќе ја формирате банкарската трансакција, ќе ви се појави овдека, ќе си ја одберете неа и ќе си побарате парите да ви бидат префрлени директно на сметката кај вас. Сега, бидејќи спомнав, освен од кога ќе ги дефинирате самите производи, можете за одредени периоди да правите и попусти, кампањи, преку купони, дефинирање на купони. Купоните можете да ги дефинирате за еден производ или за сите производи во вашата продавница. И се наоѓаат овдека. Значи, кликате на купонс и гледате. Игор, слушам. ме слушаш? Да. Значи, бидејќи има само уште 10 минути. Толку сме? Јас мислам дека основната идеја помина, дури можеш да направиш да го тргнеш скрин. За 2 минути ќе го објасниме купонот. Ама 10 минути да има прашање, јас чисто сакав да им покажам како функционира кога ќе го направиш тоа. Затоа што не е така едноставно купонот, пак има повеќе време, а нема да има прашање. Добро. Ај остави го тоа, ако нема прашање, ќе го пополниме времето со тоа, важи? Добро, важи. Ова се најбитните работи во врска со самата страница, значи отварање, пополнување на потребните информации како продавачи, креирање на производите и тоа е тоа. И одредени функционалности што ви ги нуди, значи самата веб страна. Ако остане време, ќе ви го покажам и купонот како функционира, за да можете да обезбедите попуст за одреден временски период, за одредена група на луѓе што вие сакате да ја таргетирате.
Еве, јас овдека завршувам, можете слободно сите што имате прашање да поставите. Добро, ја веќе имам на чатот одредени прашања, дали може секој да стане вендор или постојат критериуми? Секој може да стане вендор, без разлика дали станува збор за физичко лице или за фирма. Дали постои листа со критериуми, еден од наважните е производите наменети за продукт да се исклучиво рачно изработени. Тоа е критериумот проектот. Тоа е критериумот проектот за занечишки производи. Да, да. Тоа е моментално, значи, за новаа платформа да се работи за рачно изработени производи. Она што го оставив, ако нема производ, она што останав должен, што мислам дека често пати луѓето се бунат, е кога самата веб страна ќе им побара да стават слика со одредени димензии. И сега ја гледате фотографијата и викате, каде се димензиите, како да ги видам димензиите? Димензиите на една фотографија, на една слика може да ги видите на следниот начин. Кликате на сликата, но не кликате два пати, само еднаш, колку да ја селектирате. Потоа кликнувате со десниот клик од маусот и одете најдоле на Properties. Кликнувате на Properties и тука се уште не гледате ништо. Но, ако отидете во табот горе Детали или Details, тогаш ги гледате еве димензијата на вашата фотографија. 583 со 564. Скоро на сите платформи. Пожелно е вашите фотографии да имаат сооднос малтене на квадрат. Не е проблем. Квадрат значи, според димензиите да бидат 580 со 580, 600 пута 600, 800 пута 800. Тоа значи дека ја дава квадратната димензија, квадратната форма, извинете, на фотографијата. Се што е блиску некаде е исто така прифатливо, но проблематично е, пример, во овој случај, ако фотографијата има димензии 583 по 60 само. Тогаш ќе добиете една многу тенка, да речеме, фотографија, која што ќе направи проблем на самата веб страница и од тие причини најчесто ваквите фотографии не се дозволуваат да бидат аплодирани. Тоа е едното. И второто е кога ќе кликнете на самата фотографија, овдека доле ја гледате колкава е незината големина, колку тежи. Гледате, ја претходно кликнав на една фотографија која што имаше 2 мегабајти, а оваа во моментов овдека има 40-50 килобајти. Ова е една 20 од мегабајт, така да де факто ги исполнува условите да може да биде аплодирана. Да го тргнеш share скринот или уште имаш? Не, немам уште, толку сакав да објаснам за фотографиите. Само се... Еве ќе го стопирам и видеото, мислам дека нема потреба. Да, тука сум. Ристо? Добро, Дан, ме слушате? Игор, се исклучи нешто? Се исклучив, да, не знам зошто, еве се уклучив повторно. Се извинувам, веројатно нешто конекцијата во моментов беше лоша. Добро, значи, што е ова? Да. Само едно кратко известување што сакав да направиме. Еве да ви кажам дека како креација отворивме ние таква страна. Ова е... Дали гледате сите? Да, се гледам. Се гледа, така? Сега. Значи, овој првиот дел е како изгледа продавницата. Ево, Матјоша си ставила и сликичка, гледате? Овде, ако гледате креација и знакот, и на првиот дел, ме слушате? Да, се слушам. Некој збори, Сузана, кој слуша? Не ме слушате? Кој збори? Не, се слуша. Добро.
и листањето на производите. Ова е на страната, значи може да ве најдат во стор лист и може да ви ги најдат производите. Во однос на внатрешниот дел, еве видите како изгледа, што е најважно. Например, после објавувањето на семинарот има 105 превју на страната. Значи 100 пати некој ја отворил, го гледал производ. И тоа само за колку 2 дена. И то само со еден производ. И кај сетингсот што ви го објаснуваше Игор, еве главната слика, ја гледате овде, и овде галеријата што сакате да ја правите. Она што сакам да ви го кажам е следното, зошто го правивме овој семинар или овој вебинар. Првата причина е да се запознаете со оваа можност. Втората е доколку ви изгледа едноставно да размислите дали вие би сакале да имате за вашите производи таква виртуална продавница. Или третата, ако имате тие што работат као консултантство, ако имате некои луѓе кои што би можеле да си отворат продавница на најбрз и наједноставен начин. Доколку се отворат, понатаму може да следи и поддршка како да се промовира, бидејќи оваа страна се промовира. За сега беше направена само за занаечиите, меѓутоа имаме сега една пауза во проектот, каде што ќе искористиме што поголем број на луѓе, било да се занаечи или да не се, ако сакат да го пробат ова искуство за отварање на своја виртуална продавница. Може да биде со еден производ, може да биде со 10, може да биде со 20 производи. И последната работа е што примерно плаќањето за еден ден се префрлуваат на сметка на кооперативата, тоа е организацијата која што ја менаџира страната, и после 7 дена за оние производи кои што има рок за рекламации, на сметката што овде ви покаже Игор да ја пополните, а не ја пополнивте, ќе се префрлат парите што се пристигнати за тој вентар. Еве тие се трите работи и суштината е веќе полека подготвуваме еден проект, ќе го доставам, да ова стане као поцелосна во смисла да се направи нов малку поголем мол со некои си 1000 такви продавници, каде што ќе има поддршка и за отварање продавница, едукација како се користат алатките, едукација како да расте бизнисот и како да се конвертираат посетители во купувачи, и последното како да се оди на малку поголеми глобални страни како што е Shopify и другите, и како да се продава глобално. Значи тој проект кој што ќе биде поднесен, се дали ќе помине, ќе видам. Али клучното е тоа, преку овие алатки, она што веќе работите без многу голем ангажман, реално можам да ви кажам дека ако издвоите 20% на почетокот од работното време во текот на денот, брзо може да се направи продавницата, а за маркетирање тото потом секој според своите планови. Еве тоа беше идејата, а на Сузана прашањето како да знам која веб страна да ја отворам, и јас не би одговарал, може би Игор може да ви каже. Клучното е сега дека овде суштината е што веќе се изработено, сите алатки ги има и едноставно се сведува не за да водиш целосно веб страна, туку едноставно само да водиш виртуална продавница, што е најважно во делот на продажбата. Само да имаш некако средство како да ги продаваш производи. Еве толку би имал јас. Не знам дали сите ме слушате. И би било убаво сега за крај, ако може секој на чатот да напише дали е заинтересиран да се отвори веб страна, а после тоа кога ќе биде доставено барањето, да Игор и тимот поединечно ги одобруваат. И уште една работа што може би Игор сега ако има време може да го појасни, пасвордот може да се смени со првото влегување и второ околу купоните за продажба. Е толку од мене. А доколку имате прашање, повелете. Марија. Ти си на линија, Марија. Јас?
Па ти ми се покажуваш, ти сакаш да кажеш нешто. Не, сакам да напишам дека планирам, да, сакам да имам своја веб страна, али треба да смислам што и како, така да може... Твоја веб страна или овде да отвориш продавница? Да, не, значи ви рековте за своја веб страна. Се така рековте. Јас мислам дека за некоја наредна работилница се работи. Не, се работи за тоа дека еве веќе некој отворил, и јас веќе отворив продавница во вашиот мол под името Fligri by Bogi. Значи тоа ќе го провери Игор. Игор на линија си ти или не? Да, тука сум, следам се. Добро. А Марија, ти ако си имаш твоја веб страна, окей, овде се збориме за тие што сака да се отворат и виртуелна продавница. Сега за сега не тоа. Добро. Понатаму. Другите? Данче Наумовска. Јас би сакала, па можеш да ги следиш упатствата и обиди се да оставиш барање за регистрација. Така, Игор, така? Да, вака. Јас мислам, Ристо, ќе ти го пуштам одно по завршувањето видеото што е снимано, така да доколку сакаш може да го споделат и да го следат евентуално. Би било убаво сите овде во чатот да си го напишат мејлот за да може да го споделиме видеото. И ова што беше зборено, полека да го гледате, да не мора сега се да запамтите што беше кажано. Супер. Еве, јас само на брзинка, додека седиме, јас ќе направам, не знам уште колку време имаме само за состаноков, шер на мојот скрин, да го покажам како оди купонот. Да, а другите нека го пишуваат ова. Да. Еве, значи се оди во делот на купони, се избира додади нов купон, го пишувате насловот, пример, еве, 10% старт, не знам, нека биде. Купонот нека биде во проценти, што значи, еве, дозволувам 10% да има попуст на одреден производ, кога да истече, еве, нека истече во петок, и на кои производи. Доколку сакате на целата продавница со сите производи, тогаш кликате Select All и тогаш ще аплицира на сите, а доколку сакате само на одреден производ, еве, например, овдека ми се појавува женски часовник, тоа што го креирав малку претходно, го кликам него и викам креирај купон. Купонот се креира и еве го каков е кодот. Кодот е 10% старт. Како оди сега целиот овој начин? Се оди на почетната. Еве го производот, го гледаме, кликам на производот, женски часовник. Сакам да го купам, го додавам во корпата, се појавува овдека горе. Еве да ја видиме корпата. Еве го часовникот. И овдека имате можност доле за сите оние клиенти или посебни клиенти на кои што сакате да им дадете одреден попуст. Значи ова не мора да биде масовно. Можете да го објавите кодот ако сакате и на Facebook. Но ако сакате само за одреден број на луѓе, на некој може да им дадете 10%, на одреден број може да им дадете 50% доколку сакате. Ако креирате нормално два купони. 10% старт мислам дека се викаше, да. И сега ако кликнам Apply купон, еве гледате, од 20 евра, аплицирано е 10% со купонот, тоа се минус 2 евра, значи на крајот клиентот треба да плати 18 евра. Со овие купони може да се играте со цените онака како буквално што сакате вие. Дали сакате за сите производи, дали сакате производ по производ, тоа е буквално на ваша страна. За еден производ дури може да направите и неколку типови на купони, еден со 10%, друг со 20%, трет со 30% и да ги објавувате онаму каде што сакате вие. Еве, јас толку накратко со купоните, мислам дека е прилично едноставно и практично за периоди кога се даваат попусти. Игор, а што упиша кај купонот проценти, нели тоа што имаше проблем со мене? Што направи? Гледам секај те
Да, функционира. Јас го впишав Ристо само Ме кодот. слушаш? Да, те слушам. Ме слушаш, Ристо? Не те слушам. Што направи? Врати се како што го пополнуваше купонот. Што направи кај него? Тоа видов се овде што се случи, ама кога го подесуваше. Ништо не направив. Нели тогаш кај мене не излегуваат тие 10%? Нешто излегуваше кај тебе, не знам што, но јас го пробав неколку пати после тоа и си функционира. Така да ќе Покажи треба да го се купонот. вратиме и да видиме зошто Можда кај тебе. да го покажеш. Молам? Повели, не те слушнав. Ристо? Сега нешто. Сега те слушам. Се викам, повели, не те слушнав, кажи што сакаш да покажам? Оди кај што се креира купон или овде кај што ти е сега Еве сме. кај едит, под 10% старт имаш едит. Добро. Што напише кај делот за дискаунтот? Percentage discount си напишал. Да. Процентич и ја ставив само десетката дека е 10% дискаунтот. И тоа автоматски работи, Така е. добро. И друго ништо не чепкав. Значи го ставив кога истекува овој попуст, значи за 3 дена на 10 април и ставив за кој производи важи, ништо повеќе. Добро, учесници, ќе коментира некој нешто, ќе каже и имаше смисла ова се или не? Некои предлози за воиднина како да се организираме? Ме слушате? Јас мислам треба да почнат, па кога ќе почнат со креирањето на продавницата, кога ќе видат колку е лесно, понатаму можеме да одиме и некој следен чекор со целово. Со начини, со Не, само маркетинг, со продажба. Игор, само еден фидбек од овие колку беа пола сат, како ми изгледа, како ги доживеа и што мислат дали е ова окей. Се стегат сите. Едноставно, супер. Гледаш Игор доле? Да, читам. Благодарам Фросе, Сузана. Вреди да си проба. Така, Ако имате вреди да се некои проба. ако имате некои предлози, слободно пишете. На прашањето дали е само за производи, не, може и услуги да се нудат. Услуги, достава на производи до дома, изработка на работи преку онлайн, преводи онлайн, разбираш? Може да се нудат услуги. Може да се нудат еве како вакви обуки преку Zoom онлайн. Има услуги кои може да се понудат. Достава до дома, преводи, Ама не видов таква категорија, Ристо. ама ти ки се ако нема таква категорија, ова е само за ова. За оваа платформа, Без разлика што Нова, така биде сосема нова и друга платформа. Токму така.